Во четвртата лекција, поврзана со поимот процент, треба да се потсетиме и да се научиме како се споредуваат и подредуваат дропки, проценти и децимални броеви. И еве, почетно прашање за мотивација е дали сакате повеќе 25% гратис или 1/5 гратис Кока-кола. Што е повеќе? 25% или 1/5? Како што веќе споменав, ќе се потсетиме затоа што и досега учевме за споредување и подредување на дропки и децимални броеви, а сега овде ќе ги вклучиме и процентите. Значи, уште еднаш, како ќе споредуваме вредности, дури и кога се запишани на 3 различни начини. Едноставно е, но внимаваме. Вредности во различни записи не се споредуваат веднаш. Кога ни се дадени вредности, запишани на различни начини, мораме внимателно да ги разгледаме и ние да одлучиме во кој вид на запис ќе ги претвориме сите. Можеме да избереме сите дадени записи да ги претвориме како проценти, а потоа лесно ќе ги споредиме. Или пак дадените записи да ги претвориме како дропки, а потоа ги споредуваме, но ако не се со исти именител мора да ги сведеме. Или пак дадените записи сите да ги претвориме во децимални броеви, а потоа да ги споредиме. Се разбира, внимателно со бројот на децималните места. Еве, еден решен пример, во кој што од најмала до најголема треба да ги подредиме 3/5, 40%, 7/10, 0,25, 27% и 0,3. Прилично многу вредности, но се разбира, начинот не е тежок. Доколку сакаме, можеме сите да ги претвориме во проценти. 3/5 го прошируваме до именител 100 и тоа се 60%. 7/10 во проценти, проширено со 10 до именител 100 е 70 од вкупно 100, односно 70%. 0,25 е 25 од вкупно 100, односно 25%, и 0,3 се 30, односно 30%. Кога сите ги имаме претворено во проценти, подредувањето е едноставно. Втор начин е да ги претвориме сите во децимални броеви. Па 3/5 е 0,6, 40% е 0,4, 7/10 е 0,7, 0,25% е веќе во децимален број, 27%, односно 27 врз 100 е 0,27. И во овој случај, откако сите дадени вредности се запишани како децимални броеви, подредувањето е едноставно. Третиот начин е сите да ги претвориме во дропки, но мора да бидат на исти именител за да се споредат, затоа ве советувам. Сведете ги сите доколку е тоа можно на именител 100. И после сведувањето на именител 100, подредувањето овде е едноставно. Да ги погледнеме примерите кои што вие ќе треба да ги решите. Два примери. Примерот 1 од вас бара, еве, да одредиме што е поголемо, 27% или 1/4. И се разбира, можеме да користиме различни записи, така во оваа задача вие ќе треба да објасните како можеме да споредиме преку проценти. Се разбира, 1/4 ќе мора да ја запишеме како проценти. Кога сакаме да споредиме преку децимални броеви, ќе треба
и 27 и 1/4 да ги запишеме како децимални броеви. Тогаш можеме да кажеме што е поголемо. Доколку пак сакаме да ги споредиме преку дробки, 27% е потребно да го запишеме како дробка, но вели за да се спореди со 1/4 мора да се сведи на ист именител. Овде ќе ни одговара најдобро 1/4 да го запишеме како дробка со именител 100. Вториот пример кој што го имате вие за решавање е да ги подредите по големина овде дадените вредности. 3/5, 0,34, 32%, 0,4 и 1/2. И тоа на трите различни начини. Во децимални броеви, во проценти и во дробки. Овде ви е предложено тоа сведување да биде како дробки со именител 50. Тоа се двата примера кои што вие треба да ги решите дома. Се разбира, ќе да објасниме што не е јасно во училницата. А еве уште едно потсетување. Никогаш не споредувајте различни записи веднаш. Најдобро е да ги сведите во ист вид. И внимателно вие одберете во што ќе ги сведите. Можете да изберете еден од начините. Како проценти, кога сите се со именител 100, како дробки. Но, ако не се со ист именител, мора да ги сведиме и можеме да ги споредуваме како децимални броеви, но внимаваме на бројот на децимални места. И во оваа лекција, овде се задачи за вас, како и дополнителни ресурси, кои што можеби ќе ви бидат подршка или пак предизвик. Овде имате една Едуино видео лекција, интерактивна игра, како и квиз игра. Слободно погледнете ги и ги очекувам вашите прашања за време на часот во училницата.